Земјотрес со сила од 6,2 степени според Рихтеровата скала утрово го погоди планинскиот дел на централна Италија, во кој загинаа најмалку 39 лица, додека 150 се водат како исчезнати. Земјотресот предизвика голема штета, а бројот на загинати постојано расте, бидејќи многу луѓе се затрупани, а спасувачите тешко стигнуваат до непристапните места. Најпогодени се местата Акумоли, Аматриче, Поста и Арквата дел Тронто. Во градот Аматриче, кој речиси целосно е уништен. Спасувачката акција е во полнек. Улиците што водат до градот се отсечени. Луѓе се заробени под урнатините. Големите блокови од камен што се урнале од земјотресот ја отежнуваат потрагата, а уништена и болницата што дополнително ја отежнува помошта на настраданите. Потресот се случил во 3 часот и 36 минути, додека луѓето уште спиеле и ги натерал панично да бегаат низ улиците, додека земјата се тресела од вторични удари. Голем број домови се целосно уништени во областите каде што беше епицентарот на земјотресот, во регионите Марке, Умбрија и Лацио. Локалните жители и спасувачките служби се борат да ги спасат оние кои останаа затрупани под урнатините. Министерството за надворешни работи на Македонија изрази длабоко сочувство до семејствата на сите загинати и повредени во силниот земјотрес кој го зафати централниот дел на Италијанската република. Воедно Министерството за надворешни работи извести дека македонската амбасада во Рим е во постојан контакт со надлежните институции во Италија и до овој момент нема информации за повредени и или загинати македонски државјани. За сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментов се наоѓаат во Италија, молиме да се обратите на дежурните телефони во амбасадата на Република Македонија во Рим и во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, стои во соопштението од МНР. Италија е една од сеизмички најактивните земји во Европа и лежи врз два раседа. Последниот голем земјотрес го погоди централниот град Лаквила во 2009 година, при што загинаа над 300 луѓе.